Добар ден, ученици! Јас сум наставник Славица Колева од Основното училиште Димитар Влахов Штип, директор Миле Младеновиќ. Добре дојдовте во нашата училница. Денески имаме час по македонски јазик. Денес ќе учиме за именки. Треба да научите, да го усвоите поимот за именка, да научите дека зборовите што покажуваат име на луѓе, предмети, растенија и животни се викаат именки. Да ја разгледаме оваа слика. Што има на неа? Деца, топка, велосипед, цвеќиња, хула-хоп, дрво, ограда, небо. Се на светот има свое име. Сега ќе научиме што се тоа именки. Да разгледаме што имаме представено на овие слики. Пеперутка, птица, куче, лисица, овца, кит, кокошка. Зборовите со кои именуваме животни се именки. Одиме понатаму. Домат, дрво, цвеќе, кактус, грашок, љубичица. Зборовите со кои именуваме растенија се именки. Снежана, Зоро, Спајдермен, Пепелашка. Зборовите со кои именуваме луѓе се именки. Личните имиња на луѓето се пишуваат со голема буква. Животните, растенијата и луѓето со едно име ги нарекуваме суштества. Филџан, автомобил, капа, баскет, мајца, огледало, круна. Зборовите со кои именуваме предмети се именки. И чувствата имаат име. Среќа, лутина, загриженост. Работите што ги замислуваме исто така имаат свое име. Вселена, самовила, марсовец, волшебник, змеј. Можеме да забележиме дека се на светот има свое име. Секој предмет, секое суштество што постои во природата и сето она што го чувствуваме или замислуваме има свое име. Цвеќе, молив, зајак, клупа, дожд, ноќ, тага, радост. Треба да научиш дека зборовите со кои ги именуваме предметите, суштествата, појавите и поимите се нарекуваат именки. Поими се сето она што го чувствуваме или замислуваме. Суштества, дете, зајак, цвеќе, јаболка. Предмети, книга, молив, прозорец, стол. Појави и поими, дожд, пролет, радост, тага.
Ајде да ги пронајдеме именките во речениците. Дарко вози црвен автомобил. Овде именки се Дарко и автомобил. Маја јаде јаболко. Именки Маја и јаболко. Кучето живее во дрвена куќа. Именки се кучето и куќа. На дрвото има бели цветови. Овде именки се дрвото и цветови. За крај сакам да ви дадам и домашни задолженија. Напишете 5 реченици во кои ќе ги подвлечете именките како вежбите во претходните примери. Ви посакувам пријатна работа и довидување.